Ми представува посебно задоволство. Денеска во Постра Куманова е господин Роберт Вурц, директор на Агенцијата за развој на Соединените американски држави УСАИД, и господин Зоран Костов од Хабитат, кој го води проектот за енергетска ефикасност на добување, еден од позначајните и победните проекти за нашиот град. Значи, од неколку аспекта. Први ќе имаме во цртото градско подрачје на 4 згради во моментот се работи на имплементација на 5-та зграда. Значи, уштеда на електрична енергија, поевтино грејење, а за нас како општина ќе ни значи и естетика и естетско уредување на градот, значи нови фасади, промена на столарија на дворешта, со што ќе имаме сигурно намалување на трошковната страна на енергетиката на овие семејства. Знаејќи дека во тие згради живеат граѓани кои немаат големи лични доходи, бидејќи становите се од некој социјалистички период и повеќето се со пониски примања. Овој начин на соработка дава голем допринос во инпутот на економската и финансиската страна на самите семејства. А особено се радувам што после многу години градскиот плоштад, кој го правиме повеќе од 7 години со уредување на зелени површини на подната облога, сега со промена на фасадите ќе добие нов лик, ново лице и ќе личиме на една модерна урбана средина како што доликува да е град Куманово. Од се срце се заблагодарувам од граѓаните на Куманово, од моје лично име, на господа УСАИД, на господата од Хабитат и на сите добронамерници, на членовите на Советот на станарите, кои најдоа сила во овој момент да го прифатат овој проект и да го градиме Куманово во духот на европско и прогресивно Куманово. Благодарам, господин Врц. Thank you very much. Благодарам, господин Зоран Костов. Хабитат Македонија во соработка со Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите американски држави имплементираат проект енергетска ефикасност во секторот домување, а општината Куманово е една од општините која препозна интерес и е селектирана за да биде домаќин на спроведувањето на овој проект. Ова се случува откако ние веќе во Куманово имплементиравме пилот фаза на проектот, повторно со ангажман на Американската агенција за меѓународен развој, при што се демонстрираше заштеда по изведени енергетски ефикасни интервенции во висина од 30 до 40% во потрошувачката енергија и во намалување на трошоците за енергија. Ова сега се обидуваме да го реплицираме на во поголем обем, со тоа што се веќе селектирани повеќе згради во централното градско подрачје на Куманово и во наредните месеци ќе работиме на енергетски ефикасни интервенции со кои граѓаните, жителите на овие згради треба да ги редуцираат трошоците за енергија и со тоа да направа заштеди во нивните семејни буџети, што е особено важно во овој период кога цената на енергенсите расте од месец во месец. Истовремено сакам да нагласам дека проектот има и неколку други компоненти надвор енергетски ефикасните интервенции. Проектот вклучува работа со заедниците на сопственици, јакнање на капацитетите на куќните совети, односно заедниците на сопственици во управувањето со колективните стамбени згради, а истовремено проектот преку уште една своја компонента ќе работи со млади луѓе од Куманово, со невработени од Куманово, со млади предприемачи од Куманово и со енергетски ревизори од Куманово на нивна обука со која концептот на енергетска ефикасност ќе биде натаму промовиран за да биде разбран и прифатен од што е можно поголем број на луѓе во Македонија
се со цел да тие навреме ги антиципираат промените што се случуваат заради растот на цената на енергенсите. Јас сакам да се заблагодарам на Американската агенција за меѓународен развој што го одбра Хабитат да биде нивни партнер во имплементацијата на овој проект, а исто така да се заблагодарам на Општината Куманово, посебно на градоначалникот Дамјановски, за препознавање на бенефитите од имплементацијата на овој проект што резултира со подпишување на овој меморандум на врска. Благодарам. Sir, please. Thank you. Mayor Damjanovski, Mr. Zotov, ladies and gentlemen, thank you very much for the opportunity to speak to you today. Градоначалниче Дамјановски, господине Костов, дами и господа, благодарам за можноста што можам денеска да ви се обратам. I am glad to have the opportunity to thank the mayor for his generous support and contribution to this project. Задоволство ми е да можам да му заблагодарам, истовремено да му честитам на градоначалникот Дамјановски за неговата поддршка и учество во овој проект. And Mr. Kostov for his contribution to bringing these groups together and showing them that they can jointly act in a way that is beneficial for them and for the economy. Како и да му заблагодарам на господинот Костов и да му честитам за напорите за здружување на овие различни групи на луѓе и институции кои може всушност докажуваат дека со заедничко действување може да се постигнат позитивни резултати. What we found is that a group of people who live in communal housing such as this can benefit from investing in energy efficiency. Оно што успеавме да откриеме, односно да го докажеме е дека група на станари, односно група на лица кои живеат во една стамбена зграда заеднички, доколку действуваат, може да постигнат позитивни резултати. I'm particularly impressed that they've taken the next step and looked and seen the opportunity to repair their, in one case, to repair their roof. Особено што забележуваме, односно имаме еден пример каде што станарите преку заедницата на станари всушност имаат донесена одлука и да го поправат и собствениот кров на зградата. Although we have a number of instances in which people have worked on their roofs, this is the first instance in entire Macedonia in which someone has been able to gain revenue and use a common revenue source in order to help pay for this common improvement. Значи, ова се интервенции кои не се случуваат многу често. Всушност ова е и прв пример за кој разбираме, каде што заедницата на станари го користи приходот од рекламен простор или од изнајмување на просторот за антена, да може да го инвестира, да одлучи да го инвестира во поправката на кровот на зградата. USAID is the only donor to invest in energy efficiency in the residential sector. It is a particularly complex area, and we're delighted to have this opportunity and see everyone pull together and work so successfully. USAID е единствен донатор присутен во Република Македонија кој инвестира во мерки за енергетска ефикасност во резиденцијалниот сектор, кој е исклучително сложен, затоа што треба директно да се работи со станарите и со голем број на различни карактери и социјални структури. Меѓутоа сме многу горди на тоа, затоа што резултати веќе се постигнати и се надеваме дека и понатаму ќе биде успешно. I encourage all the residents of this area to watch the progress of this important progress and to see what benefits there will be of having these groups get together and act together. Ги охрабрувам граѓаните, односно станарите во различни згради да се запознаат со овој пример, да го следат овој пример на заедничко делување во заедничките стамбени згради и исто таков начин на заедничко делување дека ќе може да направат одредени интервенции во нивните згради. So I would like to thank the mayor one more time publicly for his great support. Би сакал уште еднаш да му заблагодарам на градоначалникот Дамјановски за неговата поддршка. And Zoran
you two for you, doing your Како work, и work на in this area. Зоран за одличната работа во овој сектор. Okay. Благодарам. I'll go to